Во оваа епизода на рубриката Да ја подигнеме читачката култура, ќе ве прошетаме во единствената библиотека која што има мултиетнички карактер. Се наоѓа во Чаир и се нарекува Цветан Димов. И на огромно задоволство ќе разговараме за прв пат со маж библиотекар. Емри Емини, ви благодарам што ја прифативте поканата, ви благодарам што ви имаме во Добро утро секој утро. Добро утро. Најпрви ви благодариме што одвоивте време да ни посетите. Јас сум библиотекар Емри Емини, работам во Централната библиотека Цветан Димов. Првин да почнеме малце со историјата на библиотеката. Централната библиотека Цветан Димов се наоѓа во просториите на општина Чаир. Порано беше сместен во бараките Бит пазар. Така да кажеме позади денешна, мислам, амбуланта Бит пазар. Да. Сигурно по старите генерации се сеќаваат. Да, сигурно по старите генерации секогаш кога доаѓаат го спомнуваат, значи тоа место сте биле сместени таму и сега сме тука. Под општина Чаир сме тука. Во иста зграда сме, имаме посебен влез, имаме голема површина и со голем број на книги. Ајде да кажеме колков е капацитетот на книжевниот фонд овде? Па книжниот фонд, мислам бројката тука се движи над 120.000 книги. Ова библиотека е мултинационална библиотека. Имаме книги од 3 јазици. Имаме книги на албански јазик, на македонски јазик и на турски јазик. Предпоставувам, бидејќи сте единствена таква библиотека во Скопје, па можеби и пошироко во околината, тоа значи дека привлекувате огромно внимание кај читателите и од подалечните краеви, можеби доаѓаат од другиот крај на Скопје, од Сара и од други локации. Колку се чести посетителите во оваа библиотека? Вака, сега имаме читатели, мислам, и од колината на Скопје, и од Сара имаме, и од Студеничани. Претежно тие што учат во средни училишта не посетуваат, бидејќи имаме фонд на книги на албански јазик и доаѓаат, многу често доаѓаат. Да се навратиме повторно на историјата. Кога настанува оваа библиотека? Вака историја, како, да кажеме, Централна библиотека беше самостојна библиотека. После, во 1984 година, настанал дел на главната библиотека, браќа Миладиновци. Како Централна библиотека има и 5 подвижни, мислам, подружници или наречено клонови. Имаме библиотека во Радишани, населба Радишани, бидејќи ова Централна библиотека опфаќа 3 општини. Општина Бутел, општина Газибаба и општина Чаир. Во општина Бутел имаме 2 библиотеки. Библиотеката Наум Охридски се вика во лоцирана во Радишани, во трговскиот центар. Тоа ни е сопствена, мислам, библиотека. Има големо движење, има голем број на читатели. Па после исто во општина Бутел имаме уште една библиотека. Тоа се лоцирана во основно училиште Климент Охридски, се вика Ѓорѓе Абаджиев. Порано беше сместен таа библиотека во самата општина Бутел, кај новата зграда, а сега моментално се наоѓа во основно училиште Климент Охридски. Потоа имаме исто подружница, имаме во населба Автокоманда, под општина Газибаба. Таа библиотека е сместена во Домот на културата, исто така е нов објект и таму имаме голем број на читатели, имаме големо движење, задоволни се читателиве. После имаме исто подружница во општина Газибаба, во населба Ченто, се наоѓа библиотеката 25 мај, таа е во вклоп на основното училиште 25 мај и
Коле Неделковски библиотеката се наоѓа во стариот дом на културата. Она што можеме ние да им го ветиме на гледачите е дека ќе ги посетиме сите библиотеки, ќе им ги доближиме, но овој пат да се лоцираме, односно да се фокусираме на библиотеката Цветан Димов. Им покажавме каде точно се наоѓате на гледачите кои што можеби поминуваат од овде, живеат во општина Чаир, поминуваат од овде, а ја одминуваат библиотеката не знаејќи дека овде има царство на книжевноста. Како е низ годините, бидејќи се работи за една од најстарите библиотеки, како е низ годините, растечка ли е читаноста, мислам, бројката на читатели или се намалува? Што вели вашата статистика? Вака, според статистиката, во 90-тите години имаше поголем број на читатели, колку што читав ја, поголем број на читатели. Значи во 90-те години имал број на читатели негде 4000, над 4000. Сега моментално може да кажам над 1000 читатели имаме. Членови, над 1000 членови. Многу се намали. Сега се надеваме дека ние ќе го разбудиме интересот низ овој разговор со читателите, бидејќи навистина споменавте имате огромен книжевен фонд. Еве што е она што најмногу се бара во последно време? Имате ли хит книга која што сите ја бараат овде? Кои се оние наслови кои што во текот на овој период се најпобарувани од читателите? Вака, сега претежно читателиве барат слободно читање. Мислам, летен одмор и барат нешто слободно читање. Лесна литература, така. Ученициве претежно зимат исто лектири, нешто за одмор, така, има интерес. Ние сме земале на иницијатива од лани, секоја година имаме активности, скоро секој месец имаме активности и нешто се разбудија. Читателиве има повеќе посети имаме. Кој доаѓа повеќе? Еве, ако можеме да одредиме генерацијски, што се забележува, кој чита повеќе, повозрастните или помладите? Вака, во нашата централна библиотека, да кажам вака, претежно работиме со ученициве и со старата популација, мислам со пензионериве. Младата популација малце послабо е. И сега мора да превземеме нешто за да подигнеме малце свеста. Тоа значи дека ковате планови и идеи за тоа како да ги привлечете? Да. Еве, на пример, до сега сме работиле претежно со децава, со основни училишта и мислам сме задоволни. Имаме групно членство, се заинтересира, доаѓаат заедно со наставници, го посетуваат библиотеката. Значи некако се оживува библиотека, почна да се оживува. Се оживува и ја оживувате вие вработените овде и низ различни работилници и настани кои што ги организирате. Имате неколку традиционални настани, би сакала да искористам приликата и да ги споменам. Од текот на годината имаме разни настани. Претежно, например, кога имаме празници, например. Еве, 8 март го празнуваме Ден на се словенски просветители Кирил и Методи, а имаме на посебна активност, традиционално тоа веќе, корица на книгата. Сега покануваме неколку школи и тие деца учествуваат со нивни цртежи и ние тука покануваме тројца наставници по ликовно. Тие цртежи децава имаат слободно цртање, корица на книгата и ги донесуваат цртежите и таа комисија, мислам, прави селекција кој е најдобар цртеж. Тоа се вика прво место Гран При, се вика првото место и ние доделуваме награди. Доделувате награда и потоа цела година таа одбрана корица ги краси вашите простори колку што можеме да. Сите тие цртежи низ цела библиотека, низ цела просторија на библиотека ги залепуваме до следната година. Значи доаѓаат деца, ги гледаат нивните цртежи и се радуваат со тоа. Што е она што и друго се разликува оваа библиотека од останатите? Какви други настани одржувате во текот на годината? Ние имаме еден посебен настан, тоа е Ден на учителот. Значи, кај албанскиот наставен јазик имаме празник 7 март, Ден на учителот, и тоа го празнуваме. Исто така имаме Ден на
албанската азбука, ден на турската азбука, мислам сите националности ги празнуваме. Затоа и сте мултиетничка мултиетничка, библиотека така, и затоа се издвојувате и сте посебни и по ова. Би сакала уште за самиот крај да кажеме, да раскажеме ни сегменти како е поделена. Споменавте дека има голема површина, споменавме огромен книжевен фонд. На какви сегменти е поделена библиотеката? Има едно нешто што многу ми го привлече вниманието мене, се работи за стари книги. Пака ќе почнуваме сега, библиотеката, како што спомнав, е тројазична. Имаме детски оддел, имаме белетристика, имаме стручна литература и странска литература. Едно рафче, може да викам, може да кажам, имаме стари книги. Како го нарековте музеј, мало музејче. Мало музејче, така да, може да спомнуваме мало музејче. Имаме стари книги и сега читателиве кога влегуваат, очите му се директно кај тоа каче музејче, што викаме. Го привлекува вниманието. За какви книги станува збор? Имаме стари книги и од стручна област и од книжевност. Имаме и стари енциклопедии, имаме енциклопедии, мислам, од различни јазици. Од пред колку време? През Втора светска војна. Одлично. Јас сум ви многу благодарна за одвоеното време. Ви благодарам што ни раскажавте и не прошетавте со мислите, а и физички нас овде во библиотеката Цветан Димов. Верувам дека ќе го разбудиме интересот и дека таа бројка која што споменавте ќе порасне многу повеќе после овој наш разговор. Се надеваме и ве благодариме што одвоиве време уште еднаш. Господин Имри, ви благодарам и на кафенцето. Почитувани, се наоѓаме во општина Чаир, поточно во библиотеката Цветан Димов или омилената библиотека на Чаирчани. Јас ќе уживам во утринското кафе кој што ми го подготвија овде.